Расел Кроу доаѓа во Малта, ќе си има свој концерт. Започнува најголемиот интернационален гастрономски или фестивал на храната. И што се случува со автомобилите во Малта и зашто е толкава голема гужвата? Friday, 8 p.m. New podcast. За денес имам неколку интересни информации. Некои ќе се случат во идно време, блиско идно време, а некои се интересни и атрактивни сами по себе и денес. Како и да е, започнува туристичката сезона, уште малку официјално, иако мене ветрот многу ме нервира на островот, подобро да врне дожд, отколку само да дува ветар, а не боже во таа обична комбинација, која што е многу честа во овој период од годината, април посебно, но како и да е, стартуваме веднаш. Igor Filevski Show. Гладиатор, вториот дел, стартува со снимање од јуни. Најголемата кастинг агенција на бренда Камилиери, која што работи исклучиво за Холивуд, ја започна својата активност во однос на одбирање на статисти, бидејќи таа е исклучиво само за оние споредни улоги, за статистичките улоги во филмовите на Холивуд, и ја започна акцијата за одбирање на луѓе кои што ќе учествуваат во снимањето на Гладиатор вториот дел. Да си се пофалам, веќе сум одбран како дел од таа екипа и ќе биде интересно искуство во секој случај, но она што е интересно, повторно филмот ќе биде концентриран на случувањата во Рим. Джоакин Феникс и Расел Кроу би требало да се појавуваат како сеќавање овој пат во филмот, но Расел Кроу мислам дека се јавува и како еден од продуцентите. Значи, оние што ќе дојдат во прилика во тој период на јуни, очекувајте дека можеби ќе го видите на една убава жива свирка Расел Кроу со неговиот бенд во Валета. On Macedonian language. Од 19 до 25 јули се одржува во Малта најголемиот интернационален фестивал на храната. Интересно е што ќе учествуваат многу компании, многу ресторани, многу едноставно агенции или некои од нив се и само портали кои што се занимаваат со представување на кулинарски рецепти, на убави гастрономски уживања. Има преку 1000 парчиња на храна за дегустација. Значи, запомнете, од 19 до 20 јули, ако веќе си програмирате и си планирате одмор во Малта, може да isprogramирате тогаш токму да дојдете. И за крај, да не се изненадите од една интересна, ќе кажам, феномен, еден интересен феномен кој што сите што доаѓаат туристички на островот го среќават и овде како што живееме се среќаваме постојано со него. Возилата и гужвата во сообраќајот. Зошто? Во Малта има регистрирано, тоа е феноменот, на 513.000 жители според последниот попис, верувале или не, околу 500.000 возила кои што се регистрирани за да се движат по патот. Или една друга пресметка, која што ја најдов, вели, на секој 1000 лиценцирани возачи, значи 1000 жители со возачка дозвола, има регистрирано 1500 возила. Или уште една друга статистика. На секој километар квадратен од островот, каде што има патишта, се движат по 18.000 возила. Ова ја води Малта на 6-то место во светот по број на возила кои што циркулираат на патиштата согласно оние бројки колку жители има и колку возила. Тоа е нешто неверојатно и практично секој ќе видам дека првото регистрирано возило во Малта е регистрирано во 1904 година. До денеска тоа е таков еден развој да денеска практично кога ќе дојдат туристите, посебно во време на туристичката сезона јули и август, и посебно ќе го одвојам август,
Невозможно е човек да се движи по улица со возило без да има нервоза, затнато буквално се, од јавен транспорт до секоја ситница, паркингче и така натаму. Поради тоа што во август се случува уште еден феномен на островот, а тоа е сицилијанците, кои што не доаѓаат како другите туристи со авиони, тие доаѓаат со брод со своите возила. И замислете на сите тие возила, на сите тие рентакар возила кои што се изнајмуваат од туристите, плюс сицилијанците со собствените возила на овие патишта кои што се правени за, да кажем, ајде пласично за коњи и за магариња само да се движат. Тротоарчињата се колку за еден човек да пројде, а двајца да се разминат, тоа е тешко, едниот мора вака, ако е малце покорпулентен како мене, ала на страна малце се сврти за може да се разминат. Тоа е Малта. Затоа ако сте македонци кои што ја гледате ова секоја нова епизода и ме разбирате, тогаш најубаво вие прескокнувајте го јули и август за доаѓање во Малта, сем ако не сте подготвени да се справите со нервозата по патиштата. И за крај само уште една информација, ова како најава за следната. Веќе го спомнав првото регистрирано возило 1904 година. Тоа е релативно одамна и меѓу бројките кои што во Европа е меѓу првите. Покрај многуте работи кои што малтежани се први и единствени во светот, ви кажам уште една работа. Дали знаете кој, каде е регистрирана првата продавница за грамофонски плочки, значи за винили? Во Македонија имате, таму слушам луѓе кои што ви го менаџираат животот и администратираат целата држава, која што велат дека плочите се изумрена работа. Смешно, затоа што плочите во оваа година винилите во светот за прв пат ги надмина CD-њата и DVD-ата за музика, кои се користат, и тоа е една голема експанзија во последните години и не е само мода, едноставно се враќа, се не постои веќе група во светот популарна, не е само старите кои што не произведува кога извади нов албум, прво плоча, односно винил. Каде е првата продавница во светот? Не користате Википедија, грешно е. Ви тврдам 1000% дека е грешно, затоа што од кога ќе ви кажам следната епизода каде, кога ќе видите и ќе видите на лице место, да, тука е во Малта, и споредите годините што ќе ги сретнете на Википедија и ова што јас ќе ви го покажам, ќе видите дека тој факт е погрешен на Википедија, а првата продавница за плочи наоѓа токму овде кај нас на островот. Ќе видите во живо. Чао, ќе се продолжам јас со моето уживање. 4, 3, 2, 1, start.